Поштувани представници на медиумите, деновиве пред крајот на оваа лоша и црна година за Македонија, стигна можеби најлошата вест во македонската економија. Имено Европската Унија воведува така наречени заштитни мерки за увоз на производи од челик, алуминиум и железо, со кои е опфатена и Република Македонија. Со истите се воведуваат квоти за извоз на овие производи во Европската Унија, кои откако ќе бидат исполнети, се воведува царина од 25%. Ова народски кажано значи воведување на санкции кон Македонија и останатите земји кои не се членки на Европската Унија во делот на извоз на челик, алуминиум и железо, како и производи од истите. Ова е драматичен удар за македонската економија, што на виделина ја исфрла целосната неспособност на владата на Заев, Димитров, Шеќеринска и Јандјушев. Имено оваа четворка не направи ама буквално ништо Македонија да биде изземена од овие мерки на Европската Унија. За информација на граѓаните, металуршката индустрија е еден од најголемите извозници и на неа се потпира голем дел од бруто домашниот производ, како и економскиот раст. Неколку бројки. Вкупниот извоз кон Европската Унија е преку 200 милиони евра годишно и секоја година расте со стапка на раст од 15%. Уделот на овие производи во бруто домашниот производ на Македонија е 1,6% во 2017 година, а очекувано е во 2018 година да биде 1,8%. При економски удар и стопирање на извозот, што е се поизвестен за жал, на овие производи, нереализирани ќе останат околу 200 милиони евра во 2019 година. Тука би сакале да ги коригираме проекциите на владата, кои што велат дека штетата ќе биде околу 100 милиони евра. Штетата ќе биде 200 милиони евра директна во компаниите кои што произведуваат, како и индиректна во компаниите кои што ги обслужуваат. Се на се, во 2019 година може да се очекува колапс на оваа индустрија и околу 5000 луѓе да останат на улица. 5000 луѓе да останат на улица. Овие 5000 луѓе ќе бидат или пратени на принуден одмор, со намалена плата, или целосно ќе изгубат својата работа. А фирмите ќе се соочат со проблеми во својата ликвидност, кампањско производство наместо годишно, неспособност да ги враќаат кредитите, како и целосно запирање на планираните и идни инвестиции за развој, што на среден рок ќе ги направи неконкурентни дури и без постоење на вакви квоти, односно санкции. На тоа се додава и проблемот во делот на производство на цевки, каде што годишниот извоз на Република Македонија е 180.000 тони, а максимално дозволената квота е 110.000 тони, што ќе биде директна загуба од 45 милиони евра во оваа индустрија. Ако на ова се додадат истрагите на Европската Унија за продажба по така наречени дампинг цени, тогаш штетата во делот на производство на цевки може да е уште поголема. Да го представиме сето ова малку илустративно. Штета од 200 милиони евра е годишна бруто плата за 29.000 работници. Значи штетата која што ќе се случи следната година е во вредност од годишни плати на 29.000 работници во Република Македонија. Оваа катастрофа ја покажува целосната неспособност на владата на Заев, Димитров, Шеќеринска и Јандјушев, кои трчајќи кон безусловна промена на името на Македонија и целосен национален срам, не обезбедија ништо за државата. Па нели промената на името беше за подобар економски стандард? Не само што нема да го добиеме, туку го губиме и она што во моментов го имаме. А за тоа колку од Европската Унија го почитуваат Заев и неговиот тим, покажува најдобро фактот дека ефектот од разговорот помеѓу Заев и претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер не е ни нула, туку е минус. Најдобра илустрација дека европските лидери не го почитуваат Заев и го гледаат дури и со презир, затоа што прави нешто што никој од нив не би го направил, а тоа е сам да се прекрсти, е фактот што македонскиот извоз
на овие производи кон ЕУ, за ЕУ е целосно незначаен и во Европската Унија нема ништо да промени. Значи, она што за нас е многу значајно, во целокупните бројки на Европската Унија е целосно незначајно. Што говори ова во бројки? Вкупната потрошувачка на Европската Унија на овие производи е 16 милиони тони годишно, од кои од Македонија купува само 407.000 тони, или само 2,5%. Значи, Европската Унија не е спремна да му помогне на Заев ни за тие 2,5%. Треба да знае Заев, а ние тоа често му го кажуваме, дека истите кои што го тапкаат по рамо, кога ќе си оди, не го почитуваат, затоа што го знаат кој и што е. Треба да свати дека почита и рамноправниот третман од Европската Унија може да се заслужи само според мерит системот, а не според сервилноста и распродажбата на националните интереси. Потребни се вистински реформи во делот на владење на правото, економијата, здравството и образованието за да ги ценат. Нешто што за жал е мислена именка за владата на Заев, и тоа нашите партнери од Европската Унија го гледаат и затоа Македонија го добива овој третман кој што го добива и покрај националната распродажба што ја прават. Итно ја повикуваме владата да преземе неколку мерки. Прво, да формира кризен штаб со представници на владата и компаниите кои што се најзасегнати. Проблемот да се решава на највисоко ниво. Недозволиво е да се решава на ниво на вице-премиер за евроинтеграции. Потребно е целата влада да се вклучи во решавање на проблемот. Второ, да воведе даночни олеснувања за овие компании. Трето, да воведе олеснувања во делот на придонесите за здравствено, пензиско и персонален данок за работниците од овие индустрии како не би ги изгубиле своите работни места. Четврто, премиерот лично да трне од главен град до главен град на земјите членки на Европската Унија, да се среќава со сите што ќе го примат и да моли овие квоти да не важат за Македонија. Во земјата да се врати само кога ќе ја заврши работата. Исто така, сите кадровски и стручни потенцијали на ВМРО-ДПМН стојат на располагање и ги нудиме како такви да и помогнеме на владата. Петто, формирање на тело составено од представници на владата и најзасегнатите компании, кои што активно и итно ќе почнат да бараат нови пазари за овие производи, како загубата би била што помала. Кризата е пресериозна, неспособноста на Заев, Шетиринска, Димитров и Анѓушев преголема, што е причина плюс да заминат ден поскоро, како не би настапило целосно црнило во македонската економија. Благодарам.